Дојде, ајде да снимаш. Абе, дојде бе, гледај. Што ти е ова? Па снимај сега, шо ми е ова. Тефтерот од сезон. Ова е тефтерот кога си водел фудбал 91-92. Пишува, да не објаснам. Чекај да видам какво е. Нова Македонија. И шо најде? Шо има? Телефони, ракометен клуб Пелистер ми е на прва страна, број. Ле. Мате Шундевски, тој е диригентот на навивачите на Пелистер за него. Зоран Русоманов. Види на Мате Шундевски адресата. Прилепска 64 зграда, поранешна Иван Милутиновиќ. До сега било така. А ова за... Томе Димитриевски, ова е Тарзан. Треба да е голманот на Пелистер. А шо... Ова е извештај ли која си правил? Сум правил нешто... Треба да видам за да знам. Сега Гоце Гроздановски, директор на Пелистер. Ова нешто ми стои со ракоме, тоа не е со фудбал или Пелистер сум битола сум правил некоја сторија. За рако. Мате Шундевски тогаш имал 57 години. Балкан Стококомерс Раднички Пирот. 2 март 91 година. Ова е у Нова Македонија кој работа, значи скок се уште не е. Не Зекири ста. Еве. Лихи се пеце. Еве го Борче Христо, сегашниот тренер на Тикве, шо е репрезентација, шо е? Чолаковиќ. Почина Чолаковиќ. Вака го правиш Джан извештај? Хедари, еве го Цеман Александровиќ. Димовски Гоце. Вака го правиш извештајот на времето? Чекај да видиме Масар да не е резерва овој состав. Тогаш беше Масар? Не, еве го Петковски Сашо. Играше и Па го нема тука Масар. па 2 март 91. Стрелци. мислам дека играше. Дубоч, Балканско комерс Дубочица. Да. Михайловски, Спасовски, Петковски, Кускински, Станковски. Ова е Свето Станковски. Ти не си здрав. Кралев, Муамер Садикезе. Илиевски. Од кај го извади се тефтерот? Гледај. Фас Славија Питу Гули. Ова е новинарство, другари. Доводиш на Фас Славија Питу Гули, ова на пржино се играло. На 10 март 91. Еве го, судија Љупчо Трајковски од Прилеп. Стрелци, тој, жолти картон, Зекер, стрелци, Зекер. И сега не ми кажу... Лирија Балканско. Ова е посебно приказна. Лирија Балканско комец 0:1, ова се играше во една многу специфична ситуација, значи беше веќе се мирисаше почетокот на таа, условно кажано, граѓанска војна Југославија. Условно кажано, тоа беше сега, да не кажам приказки. И бев во автобусот со фудбалерите на Балканското комерс до Призрен, а се играше сабота. Томислав Перазановиќ од Ивањице е делегат на натпреварот. Судија Зоран Јовановиќ од Лесковец. Стрелец Александровски во 73-та минута. Ова беше топ удар на цено од пола игралиште. И еве го извештајот, минута по минута. Што се случува? 100% шанса за гостите. На Балкан се гости. Александр. Еве го голот. 73-та минута Александровски. Корнер од десна страна нафрли Хајдари и одбената топка ја зафати Цено и од 20-22 метри со силен удар го погоди левиот горе нагол. Местото каде се составува дирекот и пречката. Еве што сум напишал. Дојди, не е само Балканското комерс. Слога Југомагнат. Сними го ова. Слога Југомагнат со Љуботен. Гледај бе, човече. 2-1 полувреме, 2-1 полувреме сум пишал. Зашто некоја, сега гледам ти наоѓам една забелешка, зашто не еве го Мераги, за Слога играл бе тогаш бе. Не за Балкан, значи за Слога играл. Еве го, Зекир, Цветановски, Сајковски, Туна, Синани, Абди, овој Абди, Ерал Абди, сега што ми пишува на Фейсбук, Белгија живее. Хајдар, не е овој Хајдари, Хајдар. Еве го Мерагик.
Бре, 9 сум му ставил оценка. Тогаш си Уши тогаш сум го форсирал, гледаш. си го сакаш. Само Хајдари, Джена Хајдари беше подобар од него. У оценките, мислам, и Мијалчо Михајлов, они двајцата добива повеќе. Неджат Шабани беше многу добар играч. Шпиц. А зашто немаш гледачи? Нели порано се пишуваа гледачи? Има гледачи. Каде? Сум Па напишал. не си напишал. Чекај Кај? малку. Еве гледачи 300 имало Каде? у Призрен. Пишува. Гледачи Пошто знам 300. дека се пишува. Чекај сега Вардар кој кика, ќе видиш колку има. Има? Приштина Пелистер. Лели од ова сум известувал. Точно се сеќавам, на атлетската патека седи. Каде бе? Мицко ме прати у Приштина, Приштина? у Приштина за Нова Македонија известува. Извештајот Лирија Балкан Стококомерс го давав од една златарска работилница веднаш после завршувањето на надпреварот. Застана целиот автобус у управата на Вардар натер сите со полициско обезбедување. Пред да се враќате. Пред да си одите? Пред да си одиме на враќање застанаа, ме примаа стенографи, дактилографи у Нова Македонија, извештајот излезе утре ден ту недела. Тогаш и сабота се праше вестник. Сабота се праше вестник, недела излегуваше дневен вестник Нова Македонија. Ај сега да видиме нешто за гледачи ме потсети. Знам дека Беласица Вардар кој игра, Скопје Осуго. Абе гледај се сум пишувал, човече. Судија Јохан Караколев од Штип. Браво, Јохан, од фамилијата Караколеви. На Сашо и на Сашо Караколев и на Ванчо Коцев, брат. Ајде, други. Сарај, во Сарај, од 18 април 91. Ова е подготовка на борачите. Ајде. Владко Соколов, 48 кг, Сашо Ангелов, Тони Анчев, Зоран Шоров, Беким Јашари, Трајче Димков, Агима Јупич, Едо Николовски, Тони Танчев, Камбери, Шпенди. Шаван Трстена, 91 е веќе у Германија, активно се бори у Германија за клуб, затоа не е на Овие сите се на на подготовки. на подготовки. Тука сум пишал втор на Балканијада. Еве ги. Се сум Балкански пишал првак за и него. трет на Младенско, Беким Јашари. Беким ли е? бе? Чедо Николовски на Олимписки игри 6 на свет. Шпенди Европски Кандери, европски кадетски првак. 5 на европско првенство за јуниори. Сите овие борачи имаат по некој резултат во младенска конвенција. Со борачите, Чедо и Зоран. Раковец. Раком Гевгелија, леле. И па нели бе ти викаат, ти Раковец само у школа си играл? Овие што ме критикуваат, Раковец у школа сум играл. Абе, другари, јас за Раковец сум пишал од 91 година. Вија таму кој бил Мијалчо да му каже на Кире. Па Кире 91 години, 11 години има. 18 е род. Поздрав да се ректор. Не се лутимо што го критикувам. Ја разбирам петата димензија. Никој Бојаджиев Каракас. Нешто локово сум. Слога Југомагнат Питу Гули. Чекај, не сме дошли до најинтересното. Вардар Брегалница од 4-0. Нели бе не си известувал од Вардар Брегалница? Еве те фатив на дело како си известувал. Абе, не знам зашо. Абе гледа камера? Нели не си известувал? Абе, ветерани се овие, бе. Ветерани, бе, човече, види. Оджаков, Балевски Змија играл, Мечкаров. Кај сум известувал јас за Вардар, еве. Ветерани, гледаш? Чичо играл, Шумански, Штериев. Ова се ветерани Вардар Брегалница играли. Нанев, Тото Кочо играл. Димитровски шел? Судија Перула Костовски. Леле. Чичко Перула Костовски, покоен судија. А Жол картон добил Топурковски Васот. а Кочо Димитровски ше? Игра бе, беби, ветеран игра. Балевски, Узунов, Шулинчевски, Рајчевски, Дојчиновски, Мечкаров, Ванчо Спасовски, Анчевски, Груевски, Диме Ѓоргиев, Топурковски бранел, па Мутивари влево. За Брегалница играле Стојанов, Шумански, Штериев, Чаршавски, Стојан Арсов, Стојан Коцев, Божинов, Нанев, Шуменковски, Цеков, Секулов, Мите. Браво. Не сум пишала за Вардар Брегалница, ја не заборавам тоа. Никогаш не сум известила. Таму било секој по Жешко и Вардар Балкан Стококомерс. Леле, 0-0. Да. Дај да видиме Вардар кој игра тогаш. Само момент.
Вардар Многу, Гергелија. многу рипнав. Слога Вардар 3-1. Леле Слога го тепа Вардар 3-1. Но е друг Вардар, не е Вардар Скопски. Не. На втора лига Слога игра тогаш. Работнички Охрид 1-1. Која лига е тогаш ова за која што известуваш? Ова е втора лига меѓурегионална. Значи 91-92 се уште не е расторено првенството на Југославија или делумно е расторено. Словенците излегоа. А Македонија си играше втора меѓурегионална лига Исток и втора меѓурегионална лига Запад. Балканска конференција Приштина. Ево Балкан значи играл таа 5 пати едно по друго кога влезу повисоки рангови. Председателство на ФСМ. 13 август 91 година председателство на ФСМ. Ево одлука. Предлог на надпреварска комисија. Во првите 3 кола претежно да бидат засегнати Карорман да остане у лига, Бентос и Зик да играат квалификации. Одлуки на председателство. Согласење 8-2 Карорман да остане у лига. А сега да те прашам колку гласаат за кој ќе има некоја ситуација за од било која причина за да остане у лига некој? Па, сега точно не знам како е. Не се гласа се. Вардар Пелис. Јонус. Мирсад Јонис, Синише. Лучич Синиша, Спасовски Мирко, Костол Владко, а ова е тој силниот Демир Ерол, 1 септември Урошевиќ 91. Стојмир, Чирич Сашо, Милошевски Сашо. Судија Зоран Петровик од Белгард. Гледачи гледај колку има. Еви жал картони кој да биде. Лучич, Боров и Марковски. 10.000 гледачи на 1 септември 1991 година имало Вардар Пелистер. А ова што ти ја извини, мама, сава што си го извадила од негде? Васил Рингов. Гледај. Гледај, Васил Рингов. Вечна слава за вас. Пали прва цигара пред почетокот на Вардар Пелистер, Васил Рингов, тоа сум таму. Тоа имаш пишано? Дај да видам. Васил Рингов, пред почетокот пали прва цигара, тој ја почнува сеансата на пушење. На пушење? Пушење. Па сите Како пушат на на клупата, пцување. тоа не, пушеа, сите имаа право да пушат. Пушеше Филип Грчиновски, пушеа тренерите, сите пушеа. Васил Рингов. Домаќинот ти ја бара второто. Добитов, ја вака можам сад време да те снимам. Многу емоции, многу... Кај ти излезе ова за да ме викнеш да те снимам? Ова се работи кои ги чувам во мојата лична архива и на YouTube канал Доргутов ќе следуваат многу изворни приказни од вакви пишувања. Има еден надпревар кој мислам дека ќе го паметам цел живот, тоа е надпреварот Беласица Вардар, кој си играше во Струмица. Кога Батеване беше председател на Беласица, имаше 7-8, можеби цели 10.000 публика на стадионот и дојдоа комитите. Вардар имаше пех, Ристо Божинов, центарфорот на Вардар, доживеа многу тешка повреда. Скршена нога имаше, мислам. Настана таква наелектризирана атмосфера на крај, што ако не интервенираа полицајците, мислам дека ќе паднеше крв, кој знае како ќе заврши. Тоа што се случувало убитово меѓу Вардар и Пелистер немаше ништо да виде. Тоа што ќе се случи што На теренот интервенираа. На теренот интервенира. Да не е тоа- Застана, требаше комитите сакаа нешто да влезат натре во теренот, се имените овие струмичките навивачи на Грна беа многу повеќе. И не е поентата тоа, сето тоа ја го известував и го дадов извештајот за половина саат со нашиот дописник Масев, Ристо Масев, на Данчо Масев Чичко, а на пратеникот Масев, на Ристо Масев, брат Масев.
се прозиваше, беше дописник на СКОК. Утредента се јави началникот на Струмичката полиција, него кабинетот на началникот на Струмичката полиција во СКОК. Немаше мобилни телефони, имаше, не памтам, не знам. Да изрази благодарност за дописникот, за новинарот на спортски магазин СКОК за реалното известување и дека сум ја пофалил полицијата дека спречила многу голем инцидент. Тоа го имав ја у дневниот весник СКОК, тогаш беше дневен весник СКОК. Дневно излегуваше. И тоа ќе го паметам, беше навистина раритет. Поздрав, YouTube канал Доргутов, следете не, има уште доста вакви приказни за Вардар, за Пелистер, еве, за ракомет, за борење, за одбојка сум пишувал, за фудбал, да не ви кажувам. Останувам Да завршам со ова, само што е ова, кажи ми. Ова е само една видео касета од светското првенство 1994 година, кога бевме специјални гости, група на новинари, јас и Атанас Костовски, на Саудиска Арабија. Има изнајмено цел хотел. Бевме заедно со Богдан Блажев, мислам дека е починат исто, и газдата на кафулето Холивуд во трговски центар. Дуле се викаше, сам да мислам. Бевме гости и само покажува зошто Саудиска Арабија денес после 30 години е водечка фудбалска земја. Значи, они го почнаа овој поход да го освојат светскиот фудбал 1994 година. А што правеле тогаш? Зашо бе Има викале? изнајмено цел хотел, промоција на фудбал во Саудиска Арабија. Во Лос Анџелес, во срцето на Холивуд, цел нивни хотел они имаат закупено и повикуваат гости. Правеа презентации, ручоци, дружини. Има ли нешто натре или празно ето? Има. Како Касета? Кога е касета снимена нивни материјал. Промоција на фудбал во Саудиска Арабија. Еве го. Ајде, тоа е тоа.